Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Поразите за македонскиот народ и за државата немаат крај. Зоран Заев и Нина Ангеловска утре ќе задолжат Република Македонија и граѓаните за нови 53,6 милиони евра. Ова е трето задолжување на Нина Ангеловска откако е министер во последните 45 дена. А воедно, како што знаете и вие, не е реализиран ниту пак отпочнат ниту единствен посериозен проект. За само 45 дена, откако е министер Нина Ангеловска, Република Македонија е задолжена за над 150 милиони евра. До август, до моментот додека дојде Нина Ангеловска за министер во Министерството за финансии, реализацијата на капиталните инвестиции беше ниски 28,16%. До моментов веруваме дека не е ништо драстично променета состојбата на реализацијата на капиталните инвестиции. Почитувани, ова е најнеспособната влада која единствено се задолжува и не реализира ниту единствен проект. И оние проекти кои што ги отвараат се останати од претходната влада. Нина Ангеловска е само извршител на лакомите и недомаќински политики на Зоран Заев и Кочан Ѓушев. Проекциите за реализацијата на капиталните инвестиции и бруто домашниот производ за оваа година ниту ќе се исполнат, ниту пак ќе бидат на задоволително ниво, како и се останато во моментов што е во држава. Економијата оди во погрешен правец. Граѓаните најдобро го чувствуваат тоа. Над 500.000 граѓани живеат во сиромаштија. Оние кои што можат се снаоѓаат и се селуваат. Доволен показател дека економијата оди во погрешна насока е и долгот на ДДВ на фирмите на фамилијата Заеви. Потребна е коренита обнова на Македонија и истата ќе се случи веднаш откако ќе падне оваа неспособна влада на СДСМ. Благодарам. Дали има прашање? Веќе се поизвестно дека нема да се добие датум за преговори со ЕУ, но премиерот денес ќе се види дека оптимист. Дали сте и вие оптимисти и ако не се добие, кој ќе биде главниот битник? Видете, ние веруваме дека Македонија е поподготвена од било кога да добие датум за преговори и ние секаде каде што имаме прилика лобираме да го добиеме оној очекуван датум за преговори кој што е очекуван можеби повеќе од 10 години. Граѓаните не смеат и државата да бидат казнети заради недомаќинското и неморалното работење на Зоран Заев и владата на СДСМ, но ние поодамна предупредувавме на ова дека е можно заради сите оние коруптивни скандали и заради она несериозно работење на владата на Зоран Заев да граѓаните и државата бидат казнети со недобивање на очекуваниот датум за преговори. Така да единствено нешто што го интересира Зоран Заев е да неговите фирмите на фамилијата Заеви и сите оние останати функционери од СДСМ да направат што повеќе капитал и пари во моментов на конто на државата и да ги искористат своите позиции за зголемување на својот капитал и своите банкарски сметки, додека пак датумот за преговори воопшто и да не му е важен на Зоран Заев и на СДСМ. Така да единствено решение и излез доколку не се добие и доколку се добие било каков датум за преговори, дали со услови или било како и да е, излез за моменталнава ситуација во држава, која што ни се случува сега во моментов, каде што тонеме на секое поле е предвремени парламентарни избори, за кои што се повеќе се очекува и се знае дека се неизбежни, се со цел за држава да излезе од ситуацијата во која се наоѓа.